ništo, со мене можете да направите се. Не живееш само од јадење леп, туку од секој збор од устата на Бога. Со тебе можам се, Исусе, Христосе, со тебе можам се, Исусе, Христосе. Блажени сте вие, кога ќе ве срамат, прогонуват лажно заради мене. Ако некој те удри по десниот образ, заврти му го и другиот. Со тебе можам се, Исусе, Христосе, со тебе можам се, Исусе, Христосе. Без мене не можете да направите ништо, со мене можете да направите се. Не живееш само од јадење леп, туку од секој збор од устата на Бога. Со тебе можам се, Исусе, Христосе, со тебе. Татко наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја. Волјата Негова како на небото, така и на земјата, така и во моето срце, така и во Твоето срце, брате и пријателе, што ќе го избереш Исуса, што ќе му го предадеш животот на Исус и ќе зачекориш на патеката на љубовта, тесната патека што води кон животот, патеката на мирот, патеката на љубовта, патеката на Исус, на простувањето, патеката на Божјата волја. Значи, со возобновен ум на едно место се вели да разбереме која е добрата, совршена и богоугодна Божја волја за секого од нас. Не заборавајте, Адам е изгонет од рајот зашто јаде од дрвото на познанието на доброто и зло. Самиот знае што е добро и зло, самиот знае. И Бог му вели таткото, Адам стана како еден од нас. Сега знае што е добро и зло и го пушта надвор и потоа почнува таа долина на сенка смртна, земјата, на која сме сите паднати под нозете негови, зашто земјата е подножје на нозете негови, на Отецот Небесен. Видлив во Исуса Христа, исполнет со сета полнота, зашто Исус го отвори своето срце и не зборуваше низ себе, туку зборуваше Духот на неговиот Отец, на нашиот Отец, зборуваше низ него. Тоа е поентата, односно суштината на секој христијанин. Не ти што сакаш, туку Божјата волја да се остварува во твојот живот, за да ти помогне Таткото Небесен из одредени ситуации. Да дојдеш да се усовршиш во љубовта. Се собраа кај него Марко 7 фарисеите и некои од книжниците што беа дошле кај него. Знаеш, и кога видоа дека некои од неговите ученици јадат леб со нечисти, односно со немиени раце, ги укорија. На едно место вели станавте судии на лоши помисли. Ако го судиш братот свој, ти го судиш законот. Зашто ти не си судија, туку извршител. Дали си судија или извршител, еден е судијата, зашто фарисеите и сите јудајци, фарисеите, држејќи го преданието на старите, луѓето тешко се откажуваат од навиките. Ке видите, мислите дека дошол до Исус, се враќа на старите навики. Тоа е поентата да умре стариот човек, да се откажеш од гревот, да почнеш да живееш како Исус.
Држејќи го преданието на старите, не јадат, дури не ги измијат рацете до лактите. И во Македонија е присутно тоа. Преданијата и традициите на старите, па така да православието и католицизмот се пресликани народни обреди, прилагодени некаде да се поклопат со христијанството од антика неолитот во Македонија, од Кокинската кота, 1000 години, 2000 години пред Исуса, до денеска. И кога ќе се вратат од пазар, не јадат, дури не се измијат. Тие се некои поучни работи. И уште многу друго има што примиле и го држат. Значи, обреди, миење чаши, чини, котли и сето тоа. Надворешно, обредно, поучително, што е добро. Потоа фарисеите и книжниците го прашаа: зошто Адам, што јаде од дрвото на познанието на доброто и на злото, зошто учениците твои не постапуваат според преданието на старите? Не постапуваат според преданието на старите. Значи, ние исто така постапуваме. На едно место пред да го распнат Исус вела, тој сака да ни го уништи преданието и традицијата на нашите дедовци. Видете, вие сте врзани за земјата. Земјата е привремено место. Јас не сум од овој свет, вели Исус. Телото оди во земја. На крајот тоа можете да го дознаете сите, да видите на некој погреб. А душата се враќа кај оној што го дал духот на суд, поминува низ оган, низ огнот на љубовта. Зошто учениците твои не постапуваат според преданието на старите, му велат на Исус, но со неизмиени раце јадат леб. А тој им одговори и рече: добро пророкувал Исаија за вас, лицемерите. Зошто правиш вака, зошто правиш така? Та имам еден другар сотрудник, дојде да се молевме и потоа оди во манастир да биде кум, православен. Ето јас сега што да му кажам, зошто одиш таму? Не му велам ништо. Го оставам. Исус дава право на слободна волја. Тој дојде до Исус, знае за Исус, го слави, Исус и пееше. Сега оди да биде кум. И ке речете, и јас поаѓам од еден место, одам на Кокино. Сега одам во манастир во Ербеле. Преображение да снимам и да сведочам за Исус. Тој му одговори и рече: добро пророкувал Исаија, овој народ со уста ме почитува, со уста го почитуваш, укоруваш, цитираш, но срцето му е далеко од мене. На едно место вели и со срцето да разберат, та да се покајат, да се покаеш, да речеш: прости ми, татко, погрешив пред тебе и пред небото, па да ги исцелам, но напразно ме почитува, зашто проповедат човечки повелби, треба вака, треба така, зашто вие оставајќи ја Божјата заповед, љуби го својот ближен како самиот себе си, во кој се содржи тоа: не судете, за да не бидете судени, бидејќи сатаната не го осуди, односно Архангел Михаил не го осуди сатаната, кога се расправа за телото на Мојсеј, туку му рече: Господ да те укори. Го држите преданието човечко, мијење чаши, чини и вршите многу други слични работи. Слични обредни работи. Вака, онака, клекни, стани, рипни. Насмеј се, кажи сега ова, еј ќе биде 3 пати, па плукни, па излези, па рипни во реката, па цитирај, па прави обредни вечери. Им рече: така ја отврлате Божјата заповед, за да го запазите вашето предание. Затоа Исус распнат, бидејќи на евреите не сакаа да се откажат од своите преданија, од Мојсеј и пророците, зашто Мојсеј рече: почитувај ги татка си и мајка си. Едното ниво е земно, на вистина. Ако некој сака да види добри денови, треба да ги почитува родителите. Но другото е татко си, небесниот Отец, мајката, црквата Исусова. Само црквата Исусова, не вашите цркви. Кој ќе го злостави таткото свој или мајка си со смрт да се казни, тоа она нема да му биде простено ни на овој ни на оној свет. Ако некој сгреши против духот, зашто ти велиш дека си во Исус, а немаш љубов, грешиш против духот, не постапуваш како Исус, осудуваш, не простуваш, а вие велите: ако некој каже на татка си или на мајка си:
Она со која би можел да те издржуваме корбан. Дадов толку пари, дадов волку пари. Тоа што го имаш ти е дадено од Отецот Небесен во името на Исус. Тогаш не му оставате веќе ништо да створи за својот татко или за својата мајка, за Отецот Небесен и за црквата Исусова, окринувајќи го Словото Божјо со ваше предание, со ваш суд, што сте го предале вие. Многу такви слични работи вршите. И кога го повика сиот народ, му рече Исус: слушајте ме сите и разберете. Ништо што влегува во устата на човекот од надвор не може да го оскверни. Туку она што излегува од него, тоа го осквернува човекот. Од човекот излегува сета нељубов што е внатре во неговото срце. Ако некој има уши да слуша, нека чуе. Не сме случајно на земјата. Земјата е подножје на нозете Исусови. Тоа подразбира дека тука ни е местото, додека не научиме да ја исполнуваме Божјата волја и да љубиме како што Исус не љубеше. Ако некој има уши да чуе, и кога се оддалечи од народот, влезе во една куќа, учениците негови го прашаа за параболата. Гледате, учениците негови кои се со Исус не го разбираат. Денеска луѓе горди цитираат и работат, прават доктрини, поделени цркви, дека го разбираат Исус и Словото. Духот е тој што ќе те научи. Амин. Тој им рече: зар сте и вие така неразумни? 7:18 Марко, 7:19. Зар сте вие така неразумни, не разбирате ли дека ништо што влегува во човекот од надвор не може да го оскверни, зашто тоа не оди во срцето, туку во стомакот и излегува надвор, чистејќи ја сета храна. Тоа што е внатре во вас, што не ќете да го ставите. Уште им рече: она што излегува од човекот. Она што излегува од човекот. Сета нељубов, тоа го осквернува човекот. Тоа го осквернува. Можеш да дојдеш во црква, да рипаш, да скокаш, да правиш, да градиш, да даруваш. Ако не го љубиш ближниот свој како самиот себе си, ако не си како самаријанинот и му помогнеш на тој што е во потреба, ти излегуваш од Божиот закон на љубовта, зашто однатре, од срцето човечко, пазете што излегува: лоши помисли, прелюбодејства, блудства, убиства, кражби, лакомства, злоби, лукавства, разврат, око завидливо. Богохулство, велиш дека си во Исус. Гордост, безумство, фарисеи, садукеи, писмознанци, првосвештеници, кои го распнаа Исус и се уште го распнуваат, ја убиваат љубовта во сите други, бидејќи тоа излегува од нивното срце. И тие ќе речат: овие ли се Исусови, гледајте што прават. Познавате ли такви црковни првенци? Чија црква е тогаш таа во која нема Исусовата љубов? Сето тоа зло од внатре излегува и го осквернува човекот. И кога се крена од таму, отиде во пределите Тирски и Сидонски. Постојано е во движење во духот, и кога влезе во една куќа, сакаше никој да не го дознае, но не можеше да се сокрие, зашто чу за него една жена, чија керка имаше нечист дух, па дојде и падна пред нозете негови, така се застанува пред Исус. Таа жена беше друговерка. Кај Исус се сите исти. По потекло сирофеничанка, и го молеше да го истера демонот од керкај. А Исус и рече: остави најнапред да се нахранат децата. Кои деца? Децата негови што го избрали Исус. Зашто не е право да се земе лебот од децата и да им се даде на кучињата. Песот се враќа на својата блојаница, свињата се враќа во калта. Се гледа дека се тоа метафори, параболи за категорија на луѓе. А таа одговори, му рече: да, Господи, но и кучињата јадат под трпезата од трошките на децата. Таа знае дека еден Бог ги создал сите. И рече: за ова што го рече, оди си Исус, демонот излезе од керка ти. И кога се врати дома, ја најде керка си како лежи на постела, а демонот беше излегол од неа
И пак излезе Исус од пределите Тирски и Сидонски, отиде кон Галилејското море низ пределите на 10-то градието и доведоа кај него еден глув и тепкав, па го молеа да положи над него рака. Да молиш треба, да молиш од срце, не на лице. Исус, откако го одведе настрана од народот, ги стави своите прсти по неговите уши, а кога плукна, го допре неговиот јазик, потоа погледна на небото, воздивна: татко мој, ефата, ефата. Гледате, тој ја спроведува Божјата волја, што значи отвори се, и веднаш му се отвори слухот. И се разврзаа врските на неговиот јазик и говореше чисто. И им заповеда никому да не кажуваат, но колку повеќе тој им забрануваше, толку повеќе тие разгласуваа. И прекумерно, тоа е човечката природа. Ти му велиш немој да јадеш од дрвото, сатанската природа. Тој јаде само од тоа дрво и станува смртен, зашто Бог му рече на Адам: ако јадеш од тоа дрво ќе умреш. Тој од тоа дрво јаде, без разлика дали жената, змијата или некој друг го натерал. Ти имаш свој идентитет, не може друг да те тера. Имаш слободна волја. И прекумерно се чудеа и велеа: се добро прави, и глувите ги прави да слушаат, и немите да зборуваат. Во тие дни кога се беше собрал многу народ, Марко 8 глава, немаше што да јадат. Исус ги повика учениците своји, им рече: ми е жал за народот, зашто веќе 3 дни стојат кај мене и нема што да јадат. Човек не се храни само од леп, туку од секој број од устата на Бога. Ако ги пуштам да си одат гладни по куките нивни, ќе премалат по патот, зашто некој од нив се дојдени од далеку. Учениците му одговорија: од каде може човек сите овие да ги нахрани со леб овде во пустината? И ги праша: колку лебови имате? А тие одговорија: 7. Тогаш му заповеда на народот да поседне по земјата, па откако ги зеде 7 лебови, заблагодари: татко мој, ти благодарам за се и за овие слова што ти зборуваш низ мене, низ моето срце, да ги допре сите оние кои имаат потреба од тебе. Заблагодари, ги раскрши, им ги даде на учениците своји да ги разделат. Тие се разделија. Ги разделија на народот, има и малку рибчиња, ги благослови, заповеда да ги раздадат и нив. И јадеа, и се наситија, и собраа 7 кошници останати парчиња. А оние што јадеа беа околу 4000, ги распушти. И веднаш влезе во кораб со учениците своји, дојде во пределите Далманутски. Тој ви зборува дека ако вие сте во Исус, секогаш ќе ви намирува, ќе ви поднесува. Господ ќе поднесе, Господ ќе намножи. Не те остава сам, како што и сето она што го работам за слава Исусова. Патувања, книги, молитви по телефон, песни. Просто неверојатно какви чуда се случуваат. Те сакаме, Господи Исусе Христе, кога се движите и работите за Исус. И излегоа фарисеите, еве ги повторно, и почнаа да се препираат со Исус. Како се препираш со Исус? Па не ја остваруваш Божјата волја. Велиш дека си во Исус, не ја остваруваш љубовта. Тие говорат, а не остваруваат, не действуваат. Па исклучкувајќи го од него, бараа знак од небото. Каде пишува, зошто пишува? А тој воздивна длабоко и рече: Исус, зошто овој род бара знак? Вистина ви велам, нема да му се даде знак на овој род. И кога ги остави, пак влезе во коработ и премина на другата страна. 2 страни се, едната е вашата страна, телесната, сатанската, падната са, Каин кој го убива Авела. Другата страна е Исус, кој доаѓа и станува, преминува на вашата страна, за да ви покаже како вие да преминете на неговата страна, на страната на љубовта, на страната на духовниот свет, на страната на Исусовата љубов. Знаете, на Јона му се дава знакот. Нема да ви се даде знакот, е знакот на пророкот Јона во едно друго евангелие. Јона одбива да изврши волјата на Бог, Отецот, спие на дното од бродот, заспан, го фрлаат во морето, има бура, го лапнува кит, му се исушува сенката. Знаците се да те фрлат во морето, да те лапне китот, да ти се исуши сенката. Нема да ви биде лесно кога ќе ги добиете знаците. Ако не клекнете на колена и не молите кон Исуса,
А учениците негови беа заборавиле да ги земат лебовите, немаа со себе коработ освен еден леб. Тој ги опоменуваше велики, внимавајте, чувајте се од квасот фарисејски и од квасот Иродов, кој не ја извршува Божјата волја, кој јаде од дрвото на познанието на доброто и злото, знае што е добро и зло, и не ја исполнува волјата негова, и си размислуваа меѓу себе велејки, тоа е затоа што немаме леб. А Исус кога ги разбере им рече: зошто зборувате за тоа што немате леб? Човек не се храни само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Зар уште не сваќате и не разбирате? Пазете, уште ли е скаменето вашето срце? Фарисеи, книжници, писмознанци, политичари, луѓе кои го продавате сопствениот народ. Очи имате, не гледате, уши имате, не слушате. И не помните ли кога ги раскршив 5 леба за 5000 души, дека Господ ќе намери? Колку полни кошеви со парчиња собравте, му рекоа 12, а 7 за 4000, колку полни кошници со останати парчиња собравте? Ти одговорија 7. И им рече: па како тогаш не разбирате дека Господ ќе намери Аврам го носи својот син Јаков да го жртвува? Пред да го заколе му појавува јарец. Бог ја гледа неговата вера и се нарече Авраам, пријател Божји. Господ ќе намери. Господ ќе намери. Не грижете се за утре. Јаков, Евангелие. Утрешниот ден ќе се грижи за своето. На секој ден доста му е. Доста му е неговото зло. Потоа дојде во вид Саида и го ведува кај него еден слеп. Слеп, роден слеп, не ги гледа духовниот свет. Го молеа да се допре до него. Кога го зеде слепиот за рака, Исус го изведе надвор од селото и откако плукна на очите негови, ги положи рацете над него, па го праша дали гледа нешто. Тој кога погледна рече: ги гледам луѓето да одат како дрвја. Луѓето како дрвја врзани доле за земјата и одат, врзани за земјата. Исус им вели: станете да си одиме од овде. Тоа е пак парабола. Луѓето не сте дрвја. Вие сте духовни суштества во кои сте заробени во кафезот на телото, во бродот на телото, и треба да се вратите кај Исус ако действувате во љубовта. Не како фарисеите само да говорите, туку да действувате, да извршувате. Потоа пак ги положи рацете над очите и направи да прогледа и се излекува. Слепиот и ги гледаше сите јасно. Исус излекува ако се допреш до него, ако паднеш пред него, ако ги зграбиш околу нозете негови и го молиш додека не ти помогне. И го испрати во домот негов и му рече: ниту в село влегувај, ниту в село некому раскажувај. И човечката природа ќе му кажеш: немој да јадеш од дрвото, тој раскажа на сите. Од дрвото на познанието. Само од тоа дрво не јади, Адаме, бидејќи ќе умреш. И тој од тоа дрво јадеше без разлика дали жената, змијата или паднатиот гонатера што живееше во неговото срце. Потоа Адам и Ева, Каин и Авел, Каин го уби Авел и денеска го убива. Вчера се уби едно дете од 17 години, албанче, го закла македонецот. Повеќе такви случаи имаме, албанците со нож колат македонци. Тоа е Каин кој го убива Авела. И излезе Исус со учениците своји по селата на Кесарија Филипова. Помогни им, Господи Исусе Христе, да се покајат, да ја примат Твојата љубов и да врват по патеката на духовното царство небесно. По патот ги праша учениците своји, им рече: што велат луѓето, кој сум јас? Исус. Тие одговорија: Јован Крстител, некој Илија, а другите пак некој од пророците. Тие што го знаат Словото, писмознанци, фарисеи, садукеи, свештеници, првосвештеници, не го познаваат Исус, знаат дека ќе дојде Месија, не го прифаќаат, зашто тие си ги имаат своите традиции, Мојсе и пророците. Тој пак им рече: а вие што велите, кој сум јас? Петар му одговори, рече: ти си Христос, што значи Месија, пратен помошник. И им заповеда никому да не говорат за него. И почна да ги учи дека Синот човечки, тој, Исус, треба да многу да пострада, да биде отврлен од старешините, првосвештениците, книжниците, фарисеите, садукеите и сите други што го знаат писмото и седнаа на престолот Мојсиев и денеска седат, и да биде убиен Исус по третиот ден да воскресне. Воскреснение. Воскресение ќе умре, некој им велам, пак иде кај Исус, дај Боже да е така, а пеат Христос воскресна од мртвите.
Велам дека не треба да се плаче за умрен, тие велат морало да се плаче. Тешко се откажува човек од своите традиции. Говореше за тоа отворено, но Петар го повлече насамо. Значи Исус им кажува дека ќе пострада. Почна да го одвраќа, а Исус кога се заврте ги погледна своите ученици своји, му забрани на Петар да говори и рече: бегај од мене, Сатано, зашто не мислиш на она што е Божјо, туку на она што е човечко. Значи, сатаната е оној што мисли на она што е човечко, на традициите, на собствениот ставови, не на она што е Божјо. Се уште си тогаш сатанска природа, кога можел на својот апостол да му го каже тоа. Погледни се во огледало и веднаш не заборавај каков си и што си во Јаков. И кога ги повика народот и учениците своим рече: кој сака да врви по мене, нека се одрече од себе. Не ти што сакаш, нека го земе крстот свој и нека оди по мене. Треба да бидеш Исус, да постапуваш како Исус, да љубиш како Исус, да простуваш како Исус, да извршуваш волјата на Отецот Небесен, да испиеш горката чаша, зашто кој сака да го спаси својот живот, ќе го загуби. Не се плашете од оние што ви го убиваат телото, а душата не може да ја убијат. Ќе го загуби, кој ќе го загуби животот свој заради мене, вели Отецот Небесен и Исус, и Евангелието на љубовта, тој ќе се спаси, ќе го спаси. Каква полза има човек ако го придобие целиот свет, а на душата свој напакости, луѓето ќе останат, ќе сетат дека силата не е од нив, разочарани по старски домови, умираат во болки. Им се дава можност кога ќе пострадат во телото да повикаат кон Исус, па сепак, дали повикуваат? Он знае, еден сее, ние сееме, тој жнее. Каков откуп ќе даде човекот за својата душа, зашто кој се срами од мене, вели Исус, и од зборовите мои, во овој прелюбодеен и грешен род, и Синот човечки, односно Исус, кога ќе дојде во славата на својот Отец, ќе се срами од него со своите ангели. Татко мој, ти благодарам што и во овој ден беше во моето срце. Прости ми за секој непокајан греф, им простувам на сите, се покајувам за гревовите на моите предци, се покајувам за сите гревови што сум ги направил свесно или несвесно. Стави стража на устата моја да не грешам со јазикот. Оставам се во твоите раце. Те молам во мојот живот да се случува твојата волја. Потребна ми е твојата сила, Исусе, твојата љубов, твојата милост, твоето трпение. Те сакам, Господи Исусе Христе. Чашата горка ќе ја испијам со полна радост на Исусовата љубов. Те сакам, Господи Исусе Христе, оставам се во твоите раце, моето тело и душа, моето семејство, мојата сопруга, моите духовни браќа, моите деца, духовни, физички, сите луѓе со кои сум бил во контакт. Те молам за македонските политичари да ги благословиш, да им се отвори срцето. За нашите соседи, бугарите, србите, грците, албанците, НАТО, Европска унија и сите други, турците да се покајат. Да разберат дека Македонија е избран сад да се шири светото Евангелие. Те сакам, Господи Исусе Христе, оставам се во твоите раце. Секој што го боли нешто, клекни на колена. Исусе, стојам пред тебе, помогни ми да исцелам болката. Им простувам на сите. Никого не осудувам, се покајувам за секој грев. Се покајувам за гревовите на моите предци. И го барам Царството Божјо, за се да ми се придаде. Дојди во моето срце и помогни ми. Господи Исусе Христе, оставам се во твоите раце. И мојата и твојата Македонија и нашата заедница сотрудници. Те сакаме, Господи Исусе Христе, мир вам, до Божјо Царство Небесно. Амин. Да направите ништо, со мене можете да направите се. Не живееш само од јадење леп, туку од секој збор од устата на Бога. Со тебе можам се, Исусе Христосе. Со тебе можам се, Исусе Христосе.
blaženi ste vije, koga keve sramat progonuvat lažno zaradi mene. Ako nekoj te udri po desni od obraz, zavrti mu go i drugi on. So tebe možam se, Isuse Hristose, so tebe možam se, Isuse Hristose. Bez mene ne možete da napravite ništo, so me ne možete da napravite se. Ne živeš samo od jadenjele, tugu od se koji zmor od ustata na Boga. So tebe možam se, Isuse Hristose, so tebe